Ке зборуваме токму за тоа во продолжение. Нашата колешка ни е подготвена, Ирена Пепелјуговска-Цветановски, ке разговара со Перо Божиновски, кој е доктор на ветеринарна медицина и кинолошка студија. И токму тоа, како да ги заштитиме домашните миленици од петарди и огномет за време на новогодишните празници. И Ирена, да, вистина е ова што го кажав во текот на вчерашниот ден, колку се уплаши милото кученце, да го кажам, кој ми е во соседството од пукањето на петарди со својот лаеж. Значи, сака да каже дека стравува од нешто. Ако стравува домашното милениче, сигурно дека стравуваме и ние заедно. Да не се повреди некој. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро, почитувани. Точно е сето она што го кажа. А сега нашиот гостин, кој што веќе го најави, ќе ни каже малку постручно како да си ги заштитиме домашните миленици од петарди и од огномет, кој што го има и пред новогодишната ноќ и по новогодишната ноќ. Инаку, ова утро се јавуваме од центарот на Скопје, се јавуваме од ветеринарната амбуланта Веткол, а ова утро заедно наш и ваш гостин е доктор по ветеринарна медицина Перо Божиновски. Исто така е кинолошки судија и специјалиста за мали животни. И гледате веќе, почитувани, имаме нашата Джеси, која што заедно со доктор Перо Божиновски е ова утро наша гостинка. Доктор Божиновски, добро утро. За почеток, како влијаат петардите, огнометот, за кој што ги има пред и по новогодишните празници за домашните миленици? Како влијаат врз нив? Добро утро, најнапред поздрав до гледачите на Алфа телевизија, на сите оние љубители на природата, животните и особено домашните миленици. Се разбира, овој период на годината е исклучително активен, пријатен, се чувствува една благосостојба, меѓутоа носи и многу непријатности пред се за милениците, бидејќи имаме едно ниско ниво на кинолошка култура, така што се уште се во употреба многу разни пиротехнички средства кои исклучително непријатно делуваат на милениците, предизвикуваат стрес, често пати може да се изгубат, болки, потоа одредени нервни состојби, бидејќи кучињата, како и мачките, се животни што имаат одредени потреби, меѓутоа не можат овие во градот што се, да кажеме, што се стално по улиците, што ги среќаваме, они имаат друг ритм на животот. А за нив се они многу по-беззначајни, бидејќи они се научени на оние лудори, возења, ноќни мотори, звуци, пукања, брзи возења со коли и така натаму, така да тие звуци не се некоја опасност за нив. Меѓутоа, од друга страна, за домашните миленици кои имаат исклучително низок праг на осетливост, значи знаеме дека сетилото за слух е едно од поразвиените, например за споредба кај волкот на прво место е видот, потоа слухот и на крај мирисот. Кај кучињата на прво место е мирисот, на второ место е веќе слухот и на трето вкусот. Сега совети до сите сопственици на домашни миленичиња кои што чуваат во своите домови или куче или маче. Можно ли е да ги заштитат што повеќе во текот на новогодишната вечер, бидејќи еве јас имам чувано куче и знам како додека беше само во текот на новогодишната вечер, јас кога се вратив, беше неколку часа само, беше во мојот кревет меѓу јастоци, значи најверојатно да се чувствува безбедно, да го чувствува мојот мирис. Како да ги заштитат сопствениците, домашните миленици, доколку не се дома? Кога се дома, сигурно ќе бидат со нив најверојатно гушнати, ќе ги милуваат и сето тоа. Во овој период на годината кај нас е малку пролонгиран тој период, бидејќи имаме еден Божич, потоа нова година, исто така втор Божич што се слави. Така да тој период од 2 недели е исклучително травматичен за милениците. А пред се треба да се чуваат во простори, збориме за овие што се дома, значи натре, во оние простори кај што се чувствуваат најбезбедни милениците, како кучињата, така и мачките. Исто така треба да се повлечат завесите, затворат прозорите добро, како и многу од становите имаат и драпери,
со што ќе се намали буката и пукањето, бидејќи тоа е навистина некогаш зависи од барутното полнење, може да бидат и многу стресни и предизвикат јака експлозија, непријатности за одредени сетила, исто така опасно се и за децата кои најчесто ги користат, меѓутоа и за нив треба едукација, и за нив треба јака контрола, родителите треба да внимават, често пати да преконтролираат во џеповите, во ташните, дали имат вакви средства, бидејќи нивна е одговорност, дали ќе биде после тоа прекршочна одговорност, а да не зборуваме за здравствените последици кои може да се случат, како и во одредени случаи може да биде дури и кривична одговорност, зависно од количината и како законите ги третираат одредени прашања. Значи тоа веќе го абсолвиравме, меѓутоа сепак можеме да кажеме дека на одреден начин ќе се намали овој стрес кој животните тешко сепак го поднесуваат, а особено оние што како прва година им се случува тоа, да кажеме, наша прослава, тие помалите. Веќе со време, ако таква биде траума, таа се врежува, може цел живот да се плаши. Јас имам клиенти, например, кога собствениците се жалат и најмала грмотевица, кучињата памета, таа меморија се влегува во мозокот и бегаат, се кријат, барат соодветно место, дали ќе биде под креветот, под масата и така. Значи, они сами, или купатилото, они сами го бират тоа место, меѓутоа, траумите се остануваат за цел живот. Има и такви кучиња кои што се вродени, односно, кај што се испитува вроденост на плашливост, тоа се службени, например, број 1 е германскиот овчар и тој на одредени било какви манифестации и изложби се врши проба, односно плашливост на пукање. И судијата или неговиот асистент пука и ги прати како се однесуваат кучињата. Она што ќе го свитка опашот и ќе се узнемири така, не може него обавезно го дисквалификира. Исто така и ловечите кучиња постепено се учат на пукање и они имат исто така вродени особини кои се испитуваат на плашливост, така наречено на пукање, но постои одредена обука, например, од многу далеку се спука и слуша звукот, потоа се постепено приближува, за да они прифатат тоа како секојдневна пракса и обука за ловот, кој им представува задоволство. Значи, сепак да резимираме на крај, да бидат домашните миленици во темна просторија, да се спуштат завесите, драперите на прозорците, за да биде звукот сепак по-слаб, бидејќи не можеме да Ќе го анулираме на одреден начин што ќе пуштиме радио, обавезно погласна музика или телевизија. Често пати има многу кучиња што сака да си гледат цртани филмови и уживаат, така да ако се пушти тој тон, бидејќи некои од собствениците може да излезат одредено време, значи неколку часови, да проведат, на веселба дочек, да остава телевизор упален, светло упалено, музика да биде погласна и така натаму, да на одреден начин миленикот да свати дека тоа не е, тие звуци што ќе дојдат не се толку травматични, нема да остават такви последици. Благодарам за овој разговор. Ете, почитувани, ги слушнавте советите од нашиот доктор Перо Божиновски. Јас само ќе кажам, наместо да фрлате петарди, направете добро дело, дајте им храна или оставете им храна на милениците кои што се надвор, на кучињата и на мачињата кои што се на улица. Па и тие нека ја почувствуваат новогодишната вечер. Од овдека се одјавуваме од студиото, односно од ветеринарната ординација Веткол. Ве поздравуваме и се гледаме во студио. Благодарам за разговорот и за сите овие совети кои што ги подели докторот со нас. Ирена, поздрав и до тебе. Прекрасно, милениче.